Добре дојде во студио за моите гости од УКИМ, Маја Стевановиќ, професор на ФТУ и студентката на правен факултет, исто така од УКИМ, Теодора Столевска. Говориме за вчерашниот ден, за вчерашниот скандалозен избор на ректор, каде прво го блокиравте влезот на институцијата, на ректоратот, за подоцна демонстративно да излезете кога траеше всушност изборот на ректор. Можете ли да говориме за причините, а подоцна ќе говориме за последиците? Вака, најпрвен, она што мислам дека не е малце јасно на јавноста, па и на голем број на студенти, е тоа што веќе со години се случува во студентскиот парламент, СПУКМ, заедно со и на професорите, да. Не ми е јасно баш ситуацијата, односно тоа е дека веќе 2 години поред не се спроведени избори на студентските парламенти, ниту е спроведен избор за председател на студентите. Последните избори се спроведени во 2012 година и нивните мандати, заедно со мандатот на Кирил Спировски, веде во моментов председателот на студентскиот парламент, е истечен во 2014, што значи дека тие веќе 2 години нелегитимно седат во управни органи на универзитетот, односно седат во ректорска управа, седат во сенат, седат во разноразни комисии на универзитетот. Наставно научни совет. Така, одлучуваат дали ќе има вонредна сесија за студентите. И се соочуваме во ситуација каде веќе со години седат нелегитимни студенти, каде не се избрани на избори, туку се избрани арбитрерно од некои внатрешни луѓе што се менуваат еден по еден и влегуваат во овие тела. Овој проблем ние го алармираме веќе со години. Имено слична ситуација се случуваше на правниот факултет кога требаше да се избере нов декан, каде поради фактот дека седа нелегитимни представници во таа комисија, не можеше да се на студентите, не можеше да се избере нов декан и веќе професорот Борче веќе 6 или 7 месеци е веде декан на факултетот. Истата ситуација ние сметаме дека е релевантна при избор на ректор. Односно, тие студенти 10 студентски места кои треба да бидат сенатори да ги представуваат студентите се нелегитимни, бидејќи истите не се избрани на избори, туку се арбитрерно избрани да седат таму. И ние споревме нивната функција внатре во деканот како сенатори. Нас не ни беше важно кој во моментот ќе биде избран за ректор, бидејќи тие 10 места не можат реално многу да влијаат на изборот на останатите гласови. Нас не беше важно да имаме релевантни и легитимни студентски представници внатре во сенатот кога ќе се одлучува за големи прашања, имено најголемото прашање кој ќе биде новиот ректор на студентите. Добро. И токму и затоа и беше и блокадата на правниот факултет, пред ректоратот се извинувам, каде сакавме да им дадеме до знаење и на сенаторите и на ректорот, а при тоа би сакала да напоменам дека веќе 2 недели му даваме до знаење и на ректорот, и на ректорската управа, и на сенаторите им беше пишано што се случува и каква е ситуацијата. Добро, ајде Стевановиќ, професорке Стевановиќ, објаснете имаат ли сенаторите моќ, значи професорите имаат ли моќ да застанат зад студентите, зашто не се прекина седницата? Вака, прашањето кое што и јас си го поставив кога ги видов како ја блокираат седницата кога дојдов и без малку сите професори што беа таму беше зошто се блокира и зошто сега тука, што тука може да се направи во овој момент. Зошто беше потребно сето тоа? Не можам да разберам од причина што 2 недели активно студентите излегуваат во јавност, документи представуваат пред јавноста. Мене како на сенатор ми беше пратен мејл со целата документација во атачмент од Централен регистар со објаснување. Но не се само овие 2 недели или овие 2 месеци, па 2 години ние слушаме. Добро. И сега имате вие колеги... Имате ли вие моќ да ги смените овие работи? Овие неправилности? Знаете како, дали имаме моќ или немаме моќ? Па најмоćното тело на УКИМ е Сенатот на УКИМ. Добро. Но ректорот е оној кој што е одговорен за законитоста на работењето. Ректорот уште од студентските протести пред година и пол колку веќе помина. Јас знам дека од студентите е предупредуван за оваа ситуација и тој едноставно не презема ништо, освен што со нив разговара безброј пати и останува на разговор. Што може да преземе ректорот во оваков случај? Ректорот како одговорен за законитоста на работењето на УКИМ. Прво и основно, без разлика, пред да ви одговорам, треба на публиката да се објасни следното.
Студентскиот парламент во Закон за високо образование е спомнат како ексклузивен представник на студентите на јавните универзитети во Република Македонија. Да. И уредено е во кои се тела представниците на студентите учествуваат во работата. Да. Но во статутот на УКИМ е регулирано што е тоа студентскиот парламент и во статутот на УКИМ е регулирано дека студентскиот парламент е здружение на граѓани. Замислете ве, молам, здружение на граѓани, 5 души може да го формираат, е вметнат внатре во еден јавен универзитет, без него не може да се функционира, без никакви контролни механизми. Практично, универзитетот останува со врзани раце и нозе во мигот кога тие петорица, нешто што може да се случи, кога тие петорица основачи решат да го згаснат по Закон за работење на граѓански здруженја. Како е возможно такво решение да се предвиди во статутот 2008, јас не знам. Да предпостави, можам да шпекулирам. Ако знаеме дека 2008 председател на студентското здружение, како се викаше тогаш или после трансформација, не е важно, дека бил Самуил Малчевски, човек кој знаеме тогаш дека беше многу близок до владеачката, што се случи понатаму јас не знам. Дали е тоа направено со намера или не можам да тврдам. Но ако е увидено, нема, значи правник кој може да ги предвиди сите ситуации да направи совршен закон. Но кога е веќе увидено дека тоа може да предизвика сериозни проблеми, моето прашање е зошто ректорот кој бил опоменуван и кој знаел за овие 2 години не преземал било какви активности во насока на измена на статутот на УКИ. Добро, а во тој статут кој се однесува на студентскиот парламент, овозможено ли е, дадено ли е право на професорите, на ректорот, за кој говори професорката Стевановиќ, тие да делуваат? Сега вака, неколку пати, како што кажа професорката, беше најавено на ректорот и на ректорската управа дека проблем е кога здруженијата е формирана како невладина практично, кај што ние не можеме да влијаеме од надвор, ниту универзитетот може да влијае, меѓутоа практично тоа тело представува еден парафискалитет, односно влијае на одлуките на јавни функции и на јавно тело и представува толков број на студенти, како што кажа професорката, 5 души сами може да го згаснат телото. Сега, секогаш кога им го донесовме тоа до знање, особено на ректорот, секогаш се бранија со вие сакавте автономија на студентите, еве автономија, решете си го сами. Добре, заради тоа ве прашувам. Сега, ние тоа што го баравме и од Сенатот, и од ректорот, и од ректорската управа е да се формира посебна комисија, без разлика на тоа дали во времето ние сме барале автономија и кој да се изборил за таа некој вид на автономија. Не е тоа автономија. Тоа е можност, тоа е можност за злоупотреба, толку очигледна, јасно е. Тоа нема врска со автономија, да се разбереме, автономијата не предпоставува дека двете страни не се во заедни односи кај што можат да се не во вулгарна смисла да се контролира, туку да се регулира работењето на едната и на другата. Така буквално сметаме дека треба да биде воспоставен еден check and balance систем, каде едното тело ќе го регулира другото и обратно. Односно тоа што го бараме ние е формирање на посебна комисија составена и од сенатори и од представници на студентскиот парламент, меѓутоа оние представници кои се избрани на избори, а во моментот тоа се само медицинскиот факултет, ФДУ и стоматолошкиот факултет. Значи бидејќи тие луѓе се избрани на избори, ќе ги признаеме, ќе им дозволиме да дојдат во посебната комисија и нормално наши представници во таа комисија. Сега добрата работа што излезе од вчера, иако нелегитимно се изгласа ректор, е тоа дека на последната точка се реши дека ќе се формира таа посебна комисија, за да се промени статутот на СПУКМ од тело кое е невладина во тело кое ќе биде во склоп на универзитетот. Колку време барате формирање на таква комисија? Формирањето на комисијата го почнавме специфично со оваа мерка со барање до ректорот, кај што ни овозможи како и секогаш состанок, нели се видовме, ни вети многу работи, ни вети исто така дека ќе добиеме средби со ректорската управа, бидејќи он секогаш се одземаше од неговата одговорност, велеше ова не е моја работа. Меѓутоа тој состанок со ректорска управа ние никогаш не го добивме, па моравме да бидеме присилени да реагираме пред Сенатот со вчерашниот бојкот. Колку време? Значи барате таа комисија? Конкретно оваа мерка ја бараме, чинам дека 2,5 недели. Од претходно се беше алармирано веќе 2 години, уште од големиот студентски протест кога беше алармирано дека треба да се промени студентското организирање, начинот на студентско организирање, меѓутоа овој специфичен вид на мерка ја бараме 2,5 недели. Имено зашто волку доцна, бидејќи не сме дел од управата на факултетот,
а нашите представници кои треба да ни информираат за овие работи, да ни ги кажуваат овие работи, да ни информираат, не ни го кажуваат истото. Значи СПУКМ никаде нема јавна страна, никакви информации не издава. И ние баш сега дознавме за ситуацијата. Добро. Ајде века, дозволете ми да се надоврзам. Прашањето зошто волку доцна? Ми се чини сега ќе бидам малку вулгарна, дека во овој случај жртвата се обвинува, а не силувачот. Студентите, прва, втора, трета, четврта година, доаѓаат во една затекната ситуација, им треба време да видат како нештата се одвиваат и кои се проблемите. Тие студенти не се правници, тие студенти не се луѓе кои што се на раководни функции. Сега јас ќе прашам, а зошто воопшто, не волку доцна, туку зошто воопшто одговорните науки не преземаа ништо? Таму имате човек кој што седи на функцијата секретар науки, правно лице, одговорно за правниот дел на работењето на универзитетот. Што тоа правно лице преземало, го советувало ректорот и така натаму? Побаравте од секретарот, од ректорот да преземат некакви действија. Видете, ние како сенатори на последната ниту до крај знаевме до каде е ситуацијата. Ние како сенатори, јас бев сенатор и во претходниот состав последните 4-5 месеци како замена за колешката која што стана проректор. Ние како претходно не знам, колешката тврди дека ректорот написмено им дал дека представниците од студентите се легитимни. Тие 10 од претходниот состав. Не знам кога било тоа точно, не сум го видела тој документ. Но јас најодговорно тврдам дека на последната седница на Стариот Сенат, на прашање на професорот Гордан Халајџиев, на кој што јас се надоврзав, ректорот кажа дека нелегитимен е Кирил Спировски, а овие кои што седат тука се легитимни представници. Веруете, го читав статутот претходниот ден, го немав пред мене. Мене ми пролета на прашање кога се избрани, без да знаеме сега по нивните матични факултети, имаме сведоци на Сенат, одговорија дека се избрани 2014 година. Да. Ми прелета низ глава дека во статутот на УКИМ студентските представници, сенаторите, мандатот им е 1 година со можност за реизбор. Тие сами признаа дека не биле реизбрани. Тука ректорот тврдеше дека се... Знаете како се работи во Сенат? Многу вешто. Многу вешто за да не се развие дискусија. И сега вие велите ректорот одговорно лице, колешке, тие се легитимни, а студентскиот председателот на СПУКИМ не е легитимен, што вчера ректорот негираше дека го кажал. Апропо дали можело нешто да се преземе? Одговорно лице на универзитет. Прашање е сега зошто студентите кривични пријави до сега не поднесувале и така натаму. Видете, со нивните капацитети и ресурси се покажаа исклучително силни и вешти. Им требаше време да дојдат до ова. Ајде да ве прашам, имате проректор за финансии, имате ректор на универзитет, кој што има статут, кај што пишува години, има документи од Централен регистар, година во која е впишано име и презиме на избран председател. Има статут во кој што пишува колку години може да биде тој председател. Зошто правната служба на УКИМ не покренала било каква тужба ли ќе, било каков правен лек да сето ова се расчисти до сега? Ајде за Само да се околу вчерашниот. Секој пат кога ние ќе се обративме за ректорот, за легитимноста на овие представници, одговорот што го добивавме беше ние добивме подпис и печат. Сега мислам дека ректорот не сваќа дека фактот што они го поседуваат печатот не ги прави нив легитимни. Имено Кирил Спировски неколку пати ставил печат на некоја документација, меѓутоа неговиот мандат излезен е во 2014, па повторно на крајот на 2015 тој да биде прогласен за ВД председател. Што значи дека 1 година во тој период тоа тело функционирало бесправно и практично секоја одлука што донел Кирил Спировски, секое ставање на печатот е всушност незаконно. Видите, тоа е нешто што ние го гледаме во секоја област. Да. Скалило, така? Првата скала ви е истргната. Првата скала. Да. Темелот. Првата скала е нелегална. А после се инсистира на процедура и на некаква легалност. Но само се наталмужуваат незаконитостите. Практично. Тоа е проблемот заради кој цела Македонија, сега зборувам за правен систем, како оваа власт може вака да обстојува. Вие, првиот елемент од синџирот, првата алка, вие спротивна на закон,
А после тоа на нејзе вие нижете синџири и тоа е се согласно процедурата и законот, нели? Да. Познатите цитати. Почива всушност. Добро, и имаше Така што се прилично извинувам, добро. безсмислено е ние сега тука да разглабаме правна аргументација. Абсурдно е да разглабаме правна аргументација, овој документ, оној документ. Она што јас се обидов вчера да им го кажам на моите колеги е следното. Колеги, вистина ли е дека немало избори? Вистина. Без разлика што документите, кои се печатите, кои се подписите, знаеме дека е вистина. А научници сме така, образование може без наука. Што е темелот на науката? Вистината. И сега ние ќе се правиме дека не ја гледаме вистината и ќе си продолжиме понатаму, вадејќи се на некаква, како и таа комисија за верификација, на некакви си документи, кои сите знаеме дека се фалсификувани. Ајде околу реакциите на социјалните мрежи, особено на Facebook, беа дека студентскиот пленум не доби поддршка од професорскиот пленум. Заедно кога излегоа студентите, требаше, тоа беа реакциите, се констатираше дека не излегле и професорите. Требало да излезат заедно со своите студенти кои постојано ги поддржуваат. Зошто тоа не се случи? Затоа што клучното нешто што требаше вчера на седницата да се случи, не ни беше воопшто важен изборот. Ние знаевме како ќе заврши тој избор. Клучното нешто што требаше да се случи беше, се разбира, ставено по точка разно, а тоа беше одлуката да се формира комисија на Сенат која што ќе работи на овие статутарни измени. Сакате да кажете дека сега ректорот е легитимно избран или не е легитимно избран? Знаете што? Легитимно зашто велите не е важно и онака ќе беше избран ректор? Ќе беше јасно, беше дека ќе демонстриравте став со излегувањето ние го демонстриравме нашиот став. Јавно, секој од нас го демонстрираше ставот на тајното гласање, кој како самиот си знае. Да. Но, дали е избран легално ректорот или не, ќе биде предмет понатаму на оспорување. Исто така, оно што се обидов, кој ќе оспори тоа допрва ќе видиме. Оно што сакам да го кажам и сакам да им го кажам на моите колеги и да го повторам. На најдобрите пријатели веќе знаеме кој е избраниот ректор. На најдобрите пријатели, поддржувачи, без трунка иронија. Сакав да им кажам и да им порачам дека му направија на човекот лоша услуга. Да изберете ректор во една најблаго кажано проблематична процедура. Нема сега јас да имплицирам дека е противзаконска, но проблематична. Тоа значи во старт да ја ослабнете неговата позиција и позицијата на целиот универзитет. Во вакво општество бесправно во кое што ние живееме, во ваков еден правосуден несистем или неправосуден систем, најслабо подкрепена тужба ли ќе биде, оспорување ли ќе биде, во фиока ли ќе биде, верувајте, не е важно во чија, во овие фиоки, во некои идни фиоки, мандатот трае 4 години, тој човек ќе биде под постојан притисок заради тоа што некој ќе му ја ефектуира или нема да му ја ефектуира таа тужба. Да. Јас не би сакала да сум на негово место. Добро, знаете како оди прашањето, би следело едно логично прашање. Зошто тогаш не излезете од сенаторската фотелја заради тоа што одбивате да му дадете легитимитет на тој ректор кој не го признавате всушност? Па сега вака, затоа што во меѓувреме треба да се бијат битки. Тоа е прашањето, например, аналогно на тоа зошто опозицијата дефинитивно и неотповикливо не излезе од собранието и така натаму. Погледнете што се случува кога некој е надвор од системот, надвор од институцијата. Ова ми се случува на студентите, немаат увид во документи, разбирате ли? Не можат никако да проверат. Сакате да кажете дека само на овој начин можете да им помогнете на студентите? Хајде да видиме што се постигна вчера. Благодарение на тој скандал, например, кој никој не го посакува. Комисија. Оставете комисија. Тоа што е, а комисијата изгласана благодарение на тоа што вчера имаше новинари внатре на седницата. Кога последен пат сте биле пуштени на седница на Сенат?
Бевте ли пуштени кога беше барањето за свикување вонредна седница и кога се собираа потписи од сенаторите за да се свика вонредна по повод градењето, сечењето дрва? Да. Бевте ли пуштени внатре? Новинарите беа блокирани. Беа блокирани, ние бевме како професори, јас тогаш не бев член на Сенат. Да. Студентите беа блокирани. На наредната седница бевте ли пуштени? Не бевте пуштени. Значи, исто ќе поминеше вчера, јавноста немаше да го види тоа што го вида и прашање е дали оваа комисија за измени на статут воопшто ќе се формираше. Да, добро. Теодора Столевска, сега очекувате потполна поддршка од професорскиот пленум и кога ќе станува збор за изборот на нов студентски парламент кој допрва следи. Ние се надеваме на било каква поддршка истрана во овој момент, бидејќи реално битката, како што кажа професорката, сами не можеме да водиме. И вам ви се потребни сенатори како професорката Стефановиќ. Секако. Во тој момент да немавме ни еден присутен од професорскиот пленум во тој сенат, таа комисија немаше да биде изгласана за од старт да го решиме проблемот со статутарното прашање на СПУКМ. Што се однесува до изборите. Сака да кажете, се извинам што ве прекинувам, добро е што не излезе дел од професорскиот пленум, односно никој ве подржува. Ретроспективно гледано, да излезе, а немаше да се случи. Критиките се неосновани, за кои говорев на социјалните мрежи, особено видете можност да прочитам. Добро, се согласам со професорката дека во одреден момент треба да ги бирате битките. И морате да бидете во институции. Така, дуго кој излегува по знак прашање дали воопшто можеше и да продолжи изборот на ректор, дали ќе се случише комисија, така да не се навраќаме на тоа што се случило, најдобро е да видиме тоа што го добивме реално. Ја добивме комисијата. Изборот ќе продолжеше, двотретински кворум има. Да. И со нас и без нас. Мислам, тоа е несомнено. Именно тоа беше нашата аргументација, и со студенти и без студенти изборот ќе се случише и ние немаше да влијаме на ректорот. Сега што се однесува до изборите на 30, ние ги спориме тие избори. Избори на студентски парламент. Така, не, тоа се избори на председател на студентскиот парламент. Добро. Сега, што се случува? Ние ги спориме тие избори, меѓутоа пред да почневме да ги спориме, сакавме да одиме да се сретнеме со човекот што ги повика изборите, имено Кирил Спировски. Кога побаравме од него да ни даде правна аргументација зашто ги повикува сега изборите, бидејќи ние се повикувавме на правилникот од 2012, кој гласи дека избори во лето не смее да спроведе, односно мора да ги спроведе во октомври. Под Б, избори не смее да спроведува ако ги најави, да речеме, он ги најави на 1 јуни, ако добро, не, на 10 јуни, а изборите ќе се случат на 30 јуни. Односно проблемот тука е што нема минимум 30 дена за да се случат изборите. Сега, кога ние го потенциравме тоа кај студентскиот парламент, одговор што го добивме, вас ви е стар правилникот, ние имаме нов правилник. Го побаравме новиот правилник, што патем е бесправно донесен, односно тој правилник е нелегално донесен од луѓе кои немаат легитимитет да носат нови правилници. Го побаравме тој правилник, неколку пати го бараме, бевме во централен регистар, ги нема, така да ние не ги знаеме условите под кои се свикани овие избори. Сега, исто нешто што е многу интересно, двајцата кандидати кои се кандидирани за овие избори немаат никаков легитимитет да бидат кандидати. Што значи ова? За да добијат кандидатура, потребно е минимум 6 факултети, парламенти на факултети да ги поддржат, односно да им дадат поддршка за нивната кандидатура. Како што претходно напоменав, само 3 факултети се легитимни. Ќе го блокирате, значи, овој избор нормално на дека ќе го председател. блокираме. Значи, тие не се нити изборите не се легитимни и немаат право да ги спроведуваат во лето и под овие услови, кога ниеден студент не е во Скопје, ниту пак кандидатите немаат право да се кандидираат, бидејќи луѓето кои им ја дале кандидатурата не се легитимни да го направат истото. Веруваме дека тие избори по никоја основа не треба да се случат. Знаете што? Избори сега се апсурдни. Ако е формирана комисија за измена на статут, и што е многу важно, успеавме за тоа да се избориме за точен датум, да не биде ова Черчеловска една комисија формирана за да не се заврши работата, туку точен датум на првата седница после одморите, мислам дека е септември, да се изложат како предлог пред Сенатот тие статутарни измени и да се изгласат. Понатаму треба да ги потврди собрание, одговорноста останува на собранието на РМ. Што тука ќе се случува, е тоа тие што се внатре сега, нека видат што ќе може да направат. Сега да се свикуваат председателски избори покрај тоа што се нелегални, покрај тоа се тоа што колешката го кажа, е апсурд. Ако во септември, октомври, ноември се смени статутот и тогаш целата оваа поставеност на ваква поставеност на студентскиот парламент едноставно
ќе заврши, ќе треба да се почне од ново. Јас се обидував на колегите, верувајте, професорите не знаат, сенаторите не знаат. Што е друго прашање, како може да се биде сенатор, а да не се знаат работите, правните акти. Тоа е сосема друга тема. Јас не сум сега ниту иронична, ниту цинична. Јас мислам дека секој еден професор треба да има обука од елементарно право, акти на универзитетот и за наставно научен, не само за сенат. И не знам, основа од некакво си финансово работење. Дали вие знаете какви сериозни ние закони, какви сериозни правилници, не знам што се ние гласаме во тој сенат, извештаи финансови извештаи и така натаму. Сакате да имате увид и заради тоа треба ние увид имаме некои материјали, ние треба да бидеме обучени и ова не е шега. Треба да се има сериозна обука. Мислите дека порано ги знаев сите овие работи? Не. 2 години јас се прашувам дали сум ја професор по драматургија или по право и уставно право. Читам закони, читам статути по повеќе основи. Треба да се има обука. Добро. Сакав да кажам дека овие избори сега се безсмислени, а цела оваа ситуација уште еднаш да потенцирам е како Сдружение на пчелари, 5 души Сдружение на пчелари од село Ранковци. Си направиле сдружение и тие истите се клучни, без нив не може да функционира не Министерство за земјоделие, владата на РМ и собранието на РМ. А тие може да го згаснат. Добро, благодарам што бевте гости. Благодарам на поканата.